Започна минатата година по повод одбележување на големиот јубилеј половина век постоење на Центарот за култура Бели Мугри, а годинава продолжува реализацијата на проектот Поезијата повод и причина. Станува збор за проект подготвен од книжевно-издавачката дејност при установата под подготовка и уредување на Габриела Стефановска, стручен соработник за книжевно-издавачка дејност при Центарот за култура Бели Мугри, преку кој се представува творештвото на роднокрајни автори. Во Центарот за култура пред љубителите на убавиот пишан збор беше промовирано творештвото на Јане Атанасов, познат афористичар, сатиричар и писател. Промотор на творештвото на Атанасов беше Славица Цветкова. Вечерва во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани го продолжуваме проектот за представување на роднокрајните автори. Вечерва ќе имаме чест да го представиме писателот Јане Атанасов, кој е сестран автор, меѓутоа во фокусот на вниманието, бидејќи проектот е поезијата причина, повод и причина, ќе се осврнеме повеќе на творештвото на Јане Атанасов, на публиката во Кочани познат како раскажувач, сатиричар, афористичар и поет. Добитник на повеќе наградни признанија, кои што може тука посетителите да ги видат зад мене на пановата. Проектот ќе се одвива етапно во текот на целата година, која ќе бидат представувани и други роднокрајни автори. Атанасов, задоволен од неговото представување, се заблагодари на авторот на проектот Стефановска и најави нови книги во подготовка. Пред известно време, повеќе години луѓето ми знаеа како радиоаматер. Во последно време малку стагнирам на тоа поле и сега полека почнувам да стекнувам некаква си популарност на полето на литературата. Како што рече Славица, проектот им е поезијата, повод и причина, и затоа поголем дел од вечерта ќе биде посветена на мојата поезија, иако поезијата е еден дел од литературата. И јас секогаш го нагласувам тоа дека не сум поет, јас сум литерат или писател, бидејќи пишувам од сите области на литературата. Како што рековте и вие, последниве години сум посветен повеќе на сатирата и афоризмот, и публиката во Кочани ме знае преку тие изданија на разни манифестации посветени на афоризмот. Имам напишано многу, ама досега имам издадено само 5. Причина многу јасна. За да се отпечати да се издаде книга, се потребни пари, а парите се оној дел од животот кој најслабо го научив. Имам издадено 5 книги, кои што реков до сега, а во припрема имам уште неколку готови за печатење. Се надевам дека во наскоро време ќе се обезбедат услови, барем уште 2 да го видат светлото на денот, а за другите полека една по една ќе стасува. Би требало оваа година да очекувам, бидејќи таа е спремана уште пред 2 години, ама поради разни околности ја одлагав. Книгата која треба да иде 2019 се вика За секој ден по еден. И токму се поместени 366 афоризми. Нагласено е дека е тој еден последниот е за 29 февруари, кој е секоја четврта година. Инаку другите 365 се редовно за секој ден по еден афоризам. Наместо по едно апче, по еден афоризам. Атанасов додаде дека традиционалната вечер на афоризми што се одржува во Кочани годинава ќе се одржи на 29 март, по 7 пат во нашиот град. Инаку во текот на годината, Центарот за култура Бели Мугри ќе продолжи со представување на книжевни портрети на останати роднокрајни автори, кои што со своето творештво дале придонес во развој на оваа установа, но и на кочанската културна книжевна сцена.